Претходно во Диетално максимално гледавте. Вчера зборувавме за диетите, една од најважните теми во борбата со килограмите. Колку пати сме почнале од понеделник, колку различни режими сме пробале, со надеж дека токму тоа ќе биде вистинската диета и колку од нив навистина дале резултат. Вчера искрено нашите кандидатки зборуваа за своето искуство со диетите. Ги прашавме дали досега држале диети, што им донеле тие и која била најтешката битка што ја воделе со самите себе. Од строги режими, преку краткорочни успеси, до разочарувања, приказни во кои многумина ќе се препознаат. Ја запознавме Светлана Маневска, жена која дисциплината има во својата ДНК. Како поранешно лице од безбедносните структури со години работела во полиција како лично обезбедување. Професија која бара сила, фокус и непоколеблива посветеност. Сигурно за неа, режимот нема да биде товар, туку начин на функционирање. Добре дојдовте во Диетално максимално со вашиот домаќин Анкица Стојановска-Митровска. Ако мислите дека здравата храна е навистина здодевна, тогаш време да го промените своето размислување. Добре дојдовте во новата епизода на Диетално максимално. Тука сме заедно да го смениме концептот на секојдневното живење. Денеска во Диетално максимално ќе зборуваме на тема што ги движи границите буквално. Физичка активност, движење, промена. Колку навистина значи еден чекор повеќе, еден тренинг повеќе, една одлука да станеш од удобноста и да направиш нешто за себе. Од интензивни тренинзи во теретана, преку кардио вежби, до наједноставното на најмоќна навика, секојдневното пешачење, затоа што секој движење е чекор поблиску до промената. Со нашите кандидатки отворено разговараме и за личноста која што стои за дивната физичка трансформација. Емилија Груевска, тренерот кој веќе трета сезона, е символ за дисциплина, посветеност и резултати. Што мислат тие за неа? Дали е строга, мотиватор или токму комбинацијата што им е потребна за успех? Мислам дека ќе го најде начинот на кој би можела и јас да вежбам како сите. Значи, поради тоа што нели имам операции на телото, дека би можела и јас да вежбам. Баш ми е позитивна, ведра. И додека никој допрва ја започнуваат својата приказна, денеска ќе запознаеме една дама, која никогаш веќе ја живеела својата најдобра форма. Марија Ангелова, 45 години. Во младоста била во топ форма. Денес со нов предизвик пред себе. Животот ти се менува по тешката сообраќајна незгода, момент кој што остава трага, не само на телото, туку и на духот. Но токму таму каде што многумина би застанале, Марија одлучува да започне одново со нас. Дали телото памети, дали силата може повторно да се изгради, колку е тешко да се вратиш, кога еднаш веќе си бил на врвот. Диетално максимално, каде секој чекор значи напредок. Не пропуштајте и денеска. Физичката активност не е само движење, таа е одлука, начин на живот, дивка, но моќна револуција која започнува во телото, а завршува во умот. Во време кога секојдневието не отурнува кон седење, брза храна и постојан стрес, движењето станува луксус, но и неопходност. Нашето тело не е создадено за мирување, тоа е создадено за акција, за чекор, за напор, за ритам. Кога зборуваме за физичка активност, не зборуваме само за тренинг во теретана. Зборуваме за цел спектар на навики кои ќе станат дел од секојдневието. Прават огромна разлика. Утринско растегнување, брзо пешачење, качување по скали наместо лифт, кратки кардиосесии, вежби со сопствена тежина, структурирани тренинзи. Секоја од овие активности го активира телото, го забрзува метаболизмот и го подобрува целокупното здравје. Научно гледано, редовната физичка активност директно влијае врз кардиоваскуларниот систем. Ја подобрува циркулацијата, го намалува крвниот притисок и го зајакнува срцето. Истовремено, го стимулира процесот на метаболизам, што значи поефикасно согорување на калории и подобра енергетска рамнотеша. Но можеби најмоќниот ефект не се гледа, туку се чувствува. При физичка активност, телото ослободува ендорфини, природни хормони на среќа кои што го намалуваат стресот, ја подобруваат расположбата и го создаваат чувство на задоволство. Затоа, по добар тренинг, не се чувствуваме само физички изморени, туку ментално полесни, посмирени и посилни. Редовното движење има и долгорочни придобивки. Го намалува ризикот од хронични заболувања.
Ја подобрува мускулната маса и издржливоста, го зголемува нивото на енергија, го подобрува сонот, ја зајакнува самодовирбата. Кондицијата не се гради преку ноќ, таа е резултат на конзистентност на мали, но повторливи одлуки. Денес 20 минути пешачење, утре лесен тренинг, затутре уште еден чекор повеќе. И токму во тие мали рутини лежи големата промена. Клучот не е во совршенството, клучот е во континуитетот. Не мора секој тренинг да биде совршен, не мора секој ден да биде максимален, но важно е да се појавиш, да направиш нешто и да не се откажеш. Бидејќи телото памети, го памети секој чекор, секој напор, секој капка пот. А со текот на времето, тоа почнува да возвраќа, со сила, со енергија, со издржливост. Физичката активност не го менува само изгледот, таа го менува начинот на кој што размислуваме, чувствуваме и живееме. Таа не учи на дисциплина, на трпение, но тоа дека вистинските резултати доаѓаат со време. И можеби најважно од се, не потсетува дека имаме контрола, дека можеме да се менуваме, да напредуваме, да станеме подобра верзија од себе. Во продолжение да ја запознаеме Марија Ангелова, 45 години. По младоста вели изгледала во топ форма, но сега има нов предизвик пред себе. Животот и се минува по тешката сообраќајна незгода, моментот кој остава трага не само на телото, туку и на духот. Но токму таму каде што многумина би застанале, Марија одлучува да се пријави во Диетално максимално и да ја започне одново својата приказна заедно со нас. Марија Неделковска Ангелова Ѓоргиева, уште никое презиме не знам ако има ќе ни каже. Марија, добре ни дојде во Диетално максимално. Добре ве најдов. Се радувам што ваква уште една позитивна личност имаме пред нас да ја запознаеме. Да се надеваме дека ќе претвориме се во позитивно. Според они информации кои што ги имам, Марија има 45 години, 93 килограми, доаѓа од Скопје, ја има најблагородната работа на светот, а тоа е да работи со најмладите, со децата. Да. Тешка е, не е лесна, но е навистина убава, затоа што децата имаат чиста душа и секогаш убаво да се работи со нив. И мама никако да ме отпише од градинка. Е, баш така доаѓа, вистина. Интересно. Како сте, Марија? Добре ни дојдовте. Ајде уште некои детали за вас, еве, од она што го кажав до сега. Па, работам со деца. Многу ми е убаво кога работам со деца и јас се осеќам како дете. Но повремено сакам и да одам да го гледам светот возејќи се со камион. Со камион? Да. А, интересно. Така да не се спојуваат двете професии, но јас Возиш, Марија, камион или те возат? да. И Возиш? да возам. Да. Стварно? Оние товарни на... Да. Најголемите. Аха, интересно. Не Кога ти е страх? последен пат Последен пат си кога била во камион за да се возиш? значи во камион бев пред 2 дена последен пат. Добро. Да. Каде шиташе? Од тука до Валандово го однесов камионот. Од? Не, до Валандово. Аха. И се врати пешки или со камион? Со кола. Добро, затоа што го однесо? Да, а минатото лето ја го помина во Русија, возејќи. О, браво. Така. Ми се допадна Русија, Москва. А сега работиш во градинка? Во градинка работам јас постојано, земав неплатен одмор за да отидам 3 месеци. Да Браво. Ја би зела да ти кажам. А Ама си ти го мајка? Извини, Клаудија. Мајка Да. сум на 2 деца, Колкави се дечињата? 25 и 24 веќе големи. Значи веќе големи. Да. А ти го правиш тоа за тоа што сакаш? Или за... А, окей. Хоби, тоа ти е хоби? Да. Окей. Интересно хоби. Претходно ми беше хоби латино играње, но Окей. сега А. не можам да играм. Зошто? Која е вашата приказна? Ајде да им кажеме, бидејќи Значи, пред 2,5 години го оперирав ребетот. Ме парализираше во рацете, вратот. По 6 месеци после операцијата ме удри кола. И заврши во количка. Но се трудам да функционирам. Значи, сакам. Па, И сакам и да ослабам, затоа и се здебелив. Јас уствари претходно не бев дебела, но во последните 3 години ставив скоро 40 кг.
И ми треба помош од стручни лица, за да можам. Не е само во храната работата, туку и подвижност. Добро, ама сепак работиш во градинка и имаш доста физичка активност. Колкави дечиња чуваш? Јас добив промена на работно место со 50% инвалидитет и не работам ниту со дигање на децата, туку само сум присутна и нели во воспитно образование. Во воспитно образование, да. Така да ми фали. Колку си ограничена во движењата, бидејќи рече дека имаш операција на рбетот? Например, стомачни и некои вежби кои што се терет за рбетот, не можам да ги правам, а десната рака ми е исто оперирана од сообраќајката и не ми оди наназад и догоре скроз. Имате никое странно тило во тилото од операциите? Да, во рбетот. Во рбетот? Во рбетот. На кој дел? На пршлените. На кој? Од 4 до 6. Горе? Горе. А вратата, леле, врата. Јас вратот го вртам, значи, но напор на стомачни да направам не смеам. Не смееш Такви напори. Да пешачите смеат, така, Смеам да пешачам. така да се движите. Сега ми дозволија да возам и точак статичен. Значи, можам ли движење, правам јас, оние физикални движења, нели со стапови, со... Тоа, ама мислам дека не е исто кога јас сама би ги правела и со тренер. А друго е. ова операција за тоа што да уди кола или пред? Пред. Окей. Значи нема врска со колата. Добро. Значи И ова е сега, за тоа што минатата недела бев на лекар, од болки во коленото, од самата дебелина ми се скинал лигамент на коленото. Јас затоа сакам подивно. Значи, сепак од физичка гледна точка зборуваме, јас како тренер, дека сте ограничени во движењата, во одредени работи. Може би јас немав мотивација, значи постојано седам, постојано или лежам, или нешто, значи, кога би имал човек мотивација и со тим да работи, мислам дека подруго би му било и повеќе ќе пружа напор. Сепак си многу позитивна, Марија, со насмевка дојде, со насмевка и претходно се запознавме и се. Зошто мислиш дека еве во случајов за вежбањето јас би те мотивирала? Па јас минатата сезона јас би гледав вас. Добро. Дали нешто те мотивираше? Вие ме мотивиравте колку сте строги, значи барате и тоа ми треба. Мислиш ли Дисциплина дека би ми ме треба. слушала тоа што ќе ти го кажа? Иако сепак имаш ограничување, еве доколку би те одбрале, знаеш дека сум строга, дека вежбите ама се мислам сосема дека различни поради твојата ограниченост. Вие не би ми го дале тоа што не смеам да го правам. Вие ќе ми Да, го дадете борете се тоа во што секој смеам. случај. Да. Но дали еве тие 90 дена дека би слушала? Да. А Тоа е Клаудија општо. ќе ја слушаш ли? Обавезно. Кого повеќе, мене или не? Па различна работа е. 50-50. Различно е. Едното Нели е за храната, различно е во другото е за секој вежбање. случај. И двете. Знаете, што е вика, со- вие сте пакет. Тоа А што право. е со пливање? Може да се плива? Да, Тоа може, нели? може. А до сега си пробала ли? За пливање, да. Да. Тоа е идеално. Тоа може, тоа е идеално. Да. Тоа би било идеално за тоа. Вежби во вода. Окей. Значи, тоа треба да си го приуштиш 2 пати во неделата и да не чекаш воопшто. Значи, и доколку те одбереме и да не те одбереме, мој совет ти е да почнеш. Сега Да. малку добив со зборови шамар од докторот и мислам дека некако ме свестува тоа. Што Какви се навики направи. има Марија? Навики. Да. И позитивни и негативни навики. Негативните навики се што од после, нели, од како веќе бев постојано во кревет, сега почнувам самата и само ќе легнам, значи во креветот, во полуседечка положба и телевизорот и тоа. Тоа е негативната работа. А позитивната? Да. Позитивната? Многу сакам луѓе. Сакам музика, сакам пак да играм латино, значи... Стварно. Живееш во аеродром? Во Лисиче, да. Добро. Од таму како стигна до тука? Со кола? Со камион. Со камион, да, тука негде Али кај може да се паркинг. договориме да не повозиш со камион. Па да, тоа е жен пати на деца во градинка. Ќе одиме со маца на одмор со И камион. тој ние како децата. И ние како децата, па добри, ние сме нечиви деца. Така си е, така си е.
Марија, работиш во градинка, Срничка е близко, мислам дека. Да. Да, не е далеку. Имам интересно прашање. Морам да го искоментирам, а да го искоментираме заедно, може? Ќе ги оставиш ли дечињата? Ајде само ова, извини Анкица. Ќе ги оставиш ли дечињата и ќе доаѓаш на вежбање? Моето работно време е прилагодено да можам да дојдам. Супер, добро. Толку, крај. Ево. Имам Ајде. едно прашање од мојот популарен прашалник. На прашањето на пуст остров би сакале да ве остават со кој политичар? Со Зоран Заев. Зошто? Прашањето е зошто и вие ми имате напишано интересен одговор, би сакала да го слушнам. Па би го превоспитала. Бога ми. Зошто? Да пишам би го убила. Не. Што ни го смени имево на државава. Не, ама би го превоспитала. Културно кажам. Би го превоспитала. Да, навистина има така пишано, би го превоспитала. Добро. Бидејќи исто омиленото годишно време и на Марија е пролет, така што пролета буди и емоции и многу жилби. И позитивни работи. Како? Еве ме разбуди и мене. Супер. Да се пријавите. Затоа и во пролет започнуваме со диетално максимално, завршуваме на лето. Да бидеме спремни за на плажа, пошто треба да идеме кај Клаудија во Шпанија. Да. Да. Мора да Со направиме камион тамо некоја не може, тел. ама може со авион. Што не Може може? и со камион, има тури за Шпанија. Зошто има тури за Шпанија? Возиме за Не Шпанија. можеш преку вода со камион. Не. Јас сум на Мајорка. Јас сум била на Мајорка. Ама со траек можеме да дојдеме, со камионот траек, може да. во траек да влиза, Може, зашто да не може. може? Таму живееш? Сите ќе нас собере во траек. Стварно? Да. Опа, јас ќе ти дојдам. Кога завршуваме со сезонава? Ако крај на ме јуни. слушаш, ке дојдеш. Ако не, Шо, за да не. се здебелам? Да. Добро. Алкохол не може, благо не може. Еве на Мајорка ќе идам и Стварно вода не ќе може. пијам. Повеќе. Како Мајорка може и без возач на коктели. камион да не пие пиво? Како? А, да, да. Нели? Пиво ќе забореш, така рече Клаудија. Да, тоа веќе е нешто друго. Само сите ние пиеме по нешто, само ти ништо не пиеш. Мога ми. Вистина, па ни вода не пие човек. Да, Пијам, види. пијам. Јас не пијам чај. вода, Види, тоа ми ние е цело време проблем. пиеме Да, вода. пијам. Вода не Супер, пием. супер. Не пиеш Колку вода. вода денивно пиеш? Неделно 2 чаши. Неделно. Денивно прашувам. Живели за Ти го малец. смениме тоа све, не си кидај. Само ти кажам дека по 3 литри дневно ќе ти дава. Ај, нема толку да Ќе кажам. почнам унатре да ставам џумбирче, лимонче. Чај од конски Добро опаш е. си слушнала се таков Да, И каков е? грозен. Затоа ќе го пиеш. Чајот, шо, од конско опавче? Тоа е здрав. Да. А што прави Има тоа? билки. Артичока пијам јас. А, чај. тоа е исто добро. Да. Си купувам и која ќе ја изадам, листовите ги сушам Браво, и си пијам. браво. Ама не Што, ја јадеш добро ќе? цело време. Па, од тоа што ќе купам 5-6 артичоки Аха. и имам чај за 2-3 месеца од него. А, Што од овошје, што од зеленчук сакаш и што не сакаш? Се сакам. Само лук не сакам. зашо дека мириса? Ме тера да повреđam. А, и свекрова ми исто. Сакаш што А кажеш? се сакам. Не. Сакаш се што сакам ни да кажеш? пробам. Не. Каде и да отидеме во светот да пробам кујна, Окей. А дали готвиш така? Сакаш да па готвиш? готвам. Сакам. Ама претежно побрзо нешто готвено. Јас знам дека на Клаудија и се брзи рецептите од рецептите из храната. Да, Само. брзо се прави. Она рече дека готви без тенџериња, само со раце. Тоа за мене е петка како што ја не Се го. секири, ние у камион имаме и тенџериња на упалјач. Не, Ја она имам. без тенџериња. Ја готви. имам клиенти од што работат у камиони од Америка Да, и знам дека можат све у камион. се. Нема тука Кај има не можам местове у да- камион, да, жити се. А во камион ги шетате мачката и кучата? Не, дома си се. Не ги чуваме во соба ние. Каква куча чува? Че, обично на улица го најдов и Да. го вдомив. В доме, куќа. Во, значи јас сум мажена во Јосифово. И таму после сообраќајката, нели, ми требаше козија сирење урда. Си купив кози. И си купив секакви животни. Браво. Да, за да имаме се домашно. Сега пошто Сега ги Клаудија, чувате, ги имате дома Да, уште? свекрва ми ги чувате.
Клаудија, кога ќе ти забрани сирење кашкавал, мене Козио слободно може, можеш. најмалку масноти има. Ќе ги продаваме козите. Не, Какво ја продавање? планирам да купам, ти да ги продадеш. Се А договориме. јас планирам да те снимам таму кај кузите. Но нека да видиме една убава селска идила. Малце да И дегустираме некоја пита ќе сиренце. јадеме, осте Клаудија што вика немаш. Ќе пратиме неа во Шпанија, па Не може полно масно, а козието сирење е најмалку масно. Тоа може да се јаде. Може? Па мене не. Леле. Ау. да постигнеме целта. Само да ви кажам дека ве жалам со Сега ќе кажете, Клаудија. ние сме тука погрешно и да ми е дома. Не, ве жалам. Значи вака ќе направиме тоа. Тофу. Последната Тофи. емисија, кога ќе постигнеме целта, тогаш може да се дозволиме една част. Да. Така? За не 90 знам. дена. Не, док не Потом, почне потом. емисијава да се знајадам јас сирење. после. Отом потом. Ајде. Ќе видиме Знаеш како? после што и како. Домашно зреено месо. Леле, Домашно леле, пушено месо. Значи, Супер. Марија, многу супер кандидат. Вака позитивна, насмејана. И се надевам дека ќе се дружиме. и на крај дека ќе заиграме. Токму така, латино да не Задолжително. научиш. А Клаудија сигурно знае, нели, у Шпанија таму така играат. А ви ми вида Антонио, Марк Антони. Тоа е тоа. Благодарам што идеш. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Урбана линија на твоето секојдневие. Оригиналност која плени со полна самодоверба. Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот. Во центарот на градот, студио Cut and Cut. Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додатокот гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Мила, искрена и интересна. Дали Марија ќе биде нашиот избор, ќе дознаеме следната недела. И неа ја прашавме што доколку ја одбираме, што ќе се вити на себе си. Дека понатака ќе го задржам оно што ќе го постигнем овде. Ќе продолжим така. Со нашите кандидатки отворено разговараме и за личноста, која што треба да стои зад нивната физичка трансформација. Емилија Груевска, нашата драга Еми, тренерот кој веќе трета сезона е символ за дисциплина, посветеност и резултати. Што мислат тие за неа? Дали е строга, мотиватор или токму комбинацијата што има потребна за успех? Упорна е, сака да сака стварно
се труди, тоа многу ми се допаѓа. Што стварно кога ќе даде вежби за време на тоа емисиите кога траеше серијалот и дека треба ние така да ослабиме обавезно со нејзините вежби. Се малце поригорозни. Сака дисциплина, малце строго. И има секогаш што добива резултатот на учесница. Ние ја гледав во серијалот, многу интересна, позитивна. Она што уствари таа го бара, ние треба да го исполниме, тоа е задачата на диетално максимално. Многу позитивна личност и си ја сваќа работата како што треба да си ја свати, баш како тренер. Па да, и мислам дека ќе го најде начинот на кој би можела и јас да вежбам како сите. Значи, поради тоа што нели имам операции на телото, дека би можела и јас да вежбам. Баш ми е позитивна, ведра. Па добро, не се плашам јас од Еми, вака е малце бунтовна, меѓутоа послушна сум и мислам дека ќе биде добро. Комплетно целото сценарио за денеска го поминавме, го потрошивме, време е да го спакувам и да одјавам емисијата. Во понеделник во Диетално максимално се отвора тема која е клучот за секоја вистинска трансформација – истрајноста. Затоа што не е тешко да започнеш, тешко е да продолжиш, да останеш посветен кога мотивацијата ќе стивне, да бидеш доследен од одлуките дури кога никој не гледа. Ова емисија е посветена токму на тоа, на силата да не се откажеш од себе. Ке разговараме за посветеноста, дисциплината и малите секојдневни избори, кои на крајот прават огромна разлика. Нашите учеснички од селекцијата искрено ќе одговорат на едно важно прашање. Што мислат за нутриционистот Клаудија Дини? Дали ја гледаат како строга? Дали ќе биде тешко да се следи нејзиниот режим? И дали токму таа строгост е она што има потребно за вистинска промена? Одговорите ќе ви изненадат. Убаво е сите совети што ќе ги кажува и доследно и да ги применуваме. Не да ги само слушаме и толку. Се надевам, до сега никогаш не сум имала контакт со нутриционист, меѓутоа се надевам дека ќе биде добро. Ке запознаеме една прекрасна и тивка дама со посебна животна приказна. Јана Илеска, русинка. Денеска е дел од семејството Илески. Има 48 години, мајка на 3 деца. Жена која низ годините научила што значи грижа за другите. Но сега е време да направи нешто за себе. Дали искуството и зрелоста се предност во оваа борба? И дали токму сега е нејзиниот момент за промена? Гледајте Диетално максимално, каде одлуките стануваат навики, а навиките нов живот. Не пропуштајте во понеделник во 16:30.